за сите што не следат и што го следат нашиот подкаст редовно, како што веќе најавив, во нашата емисија очекувавме доктор, кардиохирург, кој е овде на Малта. Тој ни доаѓа од Македонија и за наша среќа и за среќа на сите македонци што живеат на Малта, но и за другите заедници, го имаме доктор кардиохирург Горан Миланов. Здраво, на вистина ни е задоволство што ве имаме како наш гостин. Многу сме среќни што ја прифативте поканата да ни гостувате во нашиот подкаст. Фала ви за поканата, пред се. Сакам да се заблагодарам за ова што вие го правите и сакам да ви кажам дека е многу добро за нашата македонска заедница. Убаво е да го има онака и да се информираме за се. Да се информирате за ова интервју е токму за тоа, малку повеќе да дознаеме за вашите почетоци, за вашата кариера, но и за здравствениот систем овде на Малта. Па за почеток, како се одлучивте воопшто да станете доктор? Дали со тоа е поврзано некој настан во вашето минато? Да, видите, тоа е многу онака поврзано со моето детство, може да кажам. Още од основно училиште јас добив некои онака, како да ви кажам, не точно желби, како да се изразам сега, интерес, пошто знаете ли, нешто кога те тера да го направиш, го правиш. И то се случува од додека си мал. Психиката на човекот е таква што нели го гради наредниот карактер на личност. И детството. Јас имав еден многу добар наставник, многу добар учител по биологија. Жена беше за мене една од чекорите што ме насочија да влезам во тоа. Тоа е още од основно училиште. Не знам дали се уште жива жената, но ми даде така голем правец. Дури учествував во тие, на времето имаше биолошки секции, физички секции, што сега младината веќе младите тоа го заборавија, да не кажеме. И многу добар учител со што можеше да ни покаже со микроскопи од дома лични, не од училиште. Имаше опрема, да. Имаше опрема и тоа беше можеби еден од чекорите што ме натера онака да се зголеми твојата волја и интерес. Мојата волја и интерес, да. Твоето основно училиште се наоѓа во Штип, твоите почетоци се во Штип? Да, јас скоро и средно училиште, основно училиште, мислам, беше во Димитар Влахов. Таму завршив основно и после поради тој интерес, затоа што медицината е малку како болест, кога ќе почнеш нешто и не можеш да го сопнеш, знаеш. Продолжив средно медицинско, тогаш се викаше Јане Сандански. Таму завршив медицина, медицинско средно училиште. И така, знаете, после некако на брзина се распадна Југославија, имав многу голема желба да отидам да продолжам, пошто финансите никогаш не стигнуват, но ако човек бара начин, секогаш ќе успее. Така. И потоа, како се градеше твојата кариера и вашето школување? Како се заинтересиравте и како се зголеми тај интерес кон кардиохирургијата? Видите, точно пак ви кажам, првите чекори беа още од основна школа, од основно училиште. Имаше учителката, што беше наставничката по биологија, просто ми даде некој правец. Имаше дури дисекции со жаби, што тоа по принцип денес не знам дали се случува. Имаше микроскопи, таа нон-стоп ни покажуваше се, не водеше, што се вика за рака, да ни ги покаже. И ја бев еден од најактивните членови на биолошка секција. Тоа беше за мене најголем, едва ја чекав со нетрпение да почне, искрено да го кажувам, едва чекав да почне биолошка секција. Мислам дека одев на училиште само заради биолошката секција. Затоа што секој ден имаш изненадување, знаете.
нети жаби нещо ќе се отвара, нещо експерименти со нещо друго. Значи, клучен момент во вашата одлука е всушност менторот или професорката што абсолютно, да, абсолютно. Вовела во биологијата. Точно, не знам дали има такви заинтересирани учители и професори како што беше тај. Да. И потоа на универзитет на кој продолжив средно медицинско училиште. Да? Медицинското училиште интересно, ама знаете, малку кај нас имаше голем непотизм. Таткото на овој, мајката на оној, дедото на оној, бабата на овој и некако да се губеше смисол од сето тоа, ама мора да го завршиш. И интересот веќе војска појдов и сега завршив војска, се вратив пак во Штип и дали размислувавте за медицински факултет? Секогаш сум размислувал, покрај тоа што моите нема многу така финанси за сето тоа, ама секој пат сум мислил. Што не ми испречи во животот тоа да го направам. 95-та година веќе јас завршив војска и решив едноставно без ничие знание да појдам директно у Софија да се запишам на пак со помош на мајка ми и на оно да се запишам у Софија на медицински факултет. На тој универзитет. Да, аплицирав таму, кандидирав и ме одобрија на 2 факултета во Софија, во Бугарија. Тоест едното место беше во Пловдив, другото беше во Софија. И така од 95 до 2001 јас студирав во Софија медицински, завршив медицински факултет. Дали работевте во Бугарија? Апсолутно да. Апсолутно да. Дури кога студент јас уште кога студент одев на такви на волонтерски курсеви, одев на операции во итни центрови по цели ноќи некогаш. Наоѓа време да и тоа да го направам, затоа што тоа те тера, тоа е професијата наша. Да. И дали се сеќавате на вашата прва операција? Као кардиохирург, кога веќе сте го поминале сите скалила на градење на кариера? Сеќавам и тоа беше така, да кажеме, едно големо изненадување за мене. Беше пациент што имаше со мозочен удар, беше. И моментално имаше миокарден инфаркт. Тој пациент требаше кај него да се направат обездвижен. Тој не можеше, имаше хемиплегија, тоа е парализа на едната страна целата. Но, уствари, најважното нешто што требаше да се изврши беше байпас операција. За да остане во живот. Да. И тоа некако не беше очекувано за мене, затоа што беше мојот бивш шеф, началник таму во Бугарија, ми рече, окей, почни и јас ќе дојдам кога ќе веќе се биде во ред. Ја реков, добро, почнуваме, работиме, нели се зима вена, планот беше да се направат 4 байпаса. Ова е самостојна под ваше првата истинска, сум имал и така со помош, но ова беше тотално прва операција. Каде што вие бевте главни на некој начин, точно, и сам, чисто сам. Уште еден асистент кој што беше на неколку месеца веќе на работа и не може да очекуваш од него многу да знае, да разбира и да има хируршки фат. И таа операција, нели, јас ги припремив артерии, вени, давам се што требаше за байпасите и веќе треба да влегуваме во машина за байпас. И му се јавам на мојот шеф, екс-шеф, и му викам, знаете, ние сме готови, чекаме, ја не знаев дека јас треба да ја правам операцијата. Човеков беше, викам, многу болен, истински болен. Диабетес, мозочен удар. Парализата, да. Освен тоа, пријател на мојот шеф, на синот, татко. Пријател на синот на мојот шеф. И се јавуваме и викам така, викам, ние сме готови, продолжуваме, треба
Да, ще я речи. Види, направи го 4 байпаса. Направи ги. Отия, вика, не съм сега там, аз съм в Пловдив. Пловдив е на 300 км от местото, където ще работя в Бургас. И веќе, ова беше истински предизвик, истински шок и предизвик, защото ти си оставен сам. Де факто нямаш откъде да очекваш, но трябва да го направиш. Веќе пациентът е отворен и се. И да му го спаши животот. Да, верувате ли дека секоја секунда за мене ми се чинеше ко година, ко една недела. Да, добро, успешно заврши се, немаше некои промени, проблеми, нито креварење, нито 4 байпаса беа направени за мене како прва операција рекордно време, за 2 сати и пол. 4 байпаса, обично тоа продолжува многу време. Но, знаете ли, кога имате притисок сам на себе си, кога си даете ред, кога си поставяте еден услов дека треба да го извршите, значи треба да го направите. Да. И вие во животот сигурно колку операции досега имате? Па, истински, во мојот живот, може би сум бил на повеќе од 6500. Но операции, лично јас сум направил, може би, лично мои, некаде околу 600, може би 700. Операции. Да, и кажете ми, дали тај притисок кога се спасува нечи живот се намалува со искуството или секогаш кога влезете во операциона сала ја имате таа возбуда како да сте за прв пат таму? Не, апсолутно. По принцип, искуството е многу важно, за да знаеш како да реагираш, за да знаеш како да... Тоа е безценно во нашата професија. Значи, ако го немаш искуството и ако немаш опит во нашата сфера, не можеш да го направиш. И секогаш ќе видиш хаос, секогаш ќе видиш... Значи, мора да видиш како треба и како не треба. Да. Тоа е само искуството, ништо повеќе. Да. И кажете ми, кога се случи да имате ситуација каде што ќе го изгубите животот на пациентот, затоа што на некој начин не секогаш можете некој пациент да спасите, нели? Знаете ли, има некој чувство натрешно што ти дава правец и ти кажува, не знам зашто, тоа е, пак ви викам, ние сме едни обични работници, едни обични хирурзи. Нашата професија е професија, но се зависи само од Господ, ништо друго. Значи, ако тој ти даде правец, дека треба да го направиш тоа така или правилно, значи го правиш. Но понекогаш има чувство дека некои работи нема да се развиват како што очекуваш. Значи, пациентот дали ќе биде со крварење, дали ќе биде со ова, дали ќе биде со оштета, дали е веќе оштетен толку многу, затоа што нашите пациенти не доаѓаат нормално, тие се веќе болни. И мораш да очекуваш, но има нешто што одгоре ти кажува, да, тоа ќе биде, или вака ќе биде, или нема да биде. Да, тоа е. Но покрај сето тоа можеш да го направиш. Да, тоа е значи внатрешното чувство. Да. Еве, споменавте и као лекарски грешки. Вела дека лекарските грешки се плаќаат со живот. Дали има, како можеме да направиме разлика помеѓу судбинска смрт на некој начин така било судено или така било пишено како што народски можеме да се изразиме, или некоја стварно медицинска грешка која резултирала со смрт на пациентот? Знаете ли, секогаш пациентот треба да се гледа од двете страни. Како можеш да го гледаш како човек и како пациент. Но за нас е поважно да го гледаш како пациент. И покрај сето тоа, он е човек. Тој човек, значи човечко живот е безценен. Ако моментално го изгубиш пациентот, се едно си загубил дел од себе си. Тоа е истината. А грешките се случуваат и ќе се случуваат и во иднина. Секој може да сгреши, особено во нашата професија. Луѓето грешат по телевизија што зборуват, па камоли лекарите, да кажеме. Секогаш се греши. Но најважното е дека човек треба да се учи од грешките.
собствените грешки и другите грешки. То е. У нашата професия е най-важно, значи мора да видиш концентриран. Трябва да видиш концентриран, трябва да избегнеш все, що е можно странично и само фокус връз операция. Да. Додека трае. И еве, веќе 4 години живеете на Малта, зашто се определивте за оваа земја, за работа? Видите, тоа беше случајно. Моята история почна от много отдавна и да ви кажем искрено, се вратих во Македония по покана на Жан Митрев. Пак, по втори път. Добро беше плакението се, скоро една година истина само, но на проблемите кои што најдов во Македонија, како веќе кардиохирург и со диплома европска призната, беше дека мене во Македонија 9 месеца не ми признава дипломата. Затоа што ја носите дипломата од универзитетот од Дарија или? По-скоро да, може тоа да се каже. Ме тера да полагам испити. 9 месеца јас висев на влакно, дека нели секој момент, а работам во исто време кај Жан Митрев. Не можам да вршам собствени операции, што сум ги правил претходно. Тоа беше као стагнација во твојот развој, да. Стагнација во мојот развој и причината беше дека јас немам нострифицирана диплома. Океј, на крајот напуштив кај Митрев и тие веднаш ми ја признаа диплома. Значи политичко прашање на некој начин. Не може да кажем политичко или политички притисок. Знаете ли оно што се вика ваквото? Сами си ги бркаме кадрите од Македонија. Да, со овие административни и политички 9 месеца игри. Да чекаш, реализиран кардиохирург со диплома од Европски сојуз и специализација по Америка, по Германија и насекаде со искуство 20 години скоро. Да. И да те вратат, а во исто време работиш кај Митрев. Да. Жан Митрев клиника. Решението како дојде беше услови на најголемата пандемија. Така, на времето тогаш беше министр Филипче. Кога му се јавив, му најдов телефоно и му се јавив и му кажав дека нели има кардиохирург кој што има завршено, зашто кадрите нели да одат надвор, еве тука сме се вратил и не само јас, сигурно и други има како мене такви. Зашто ви рече тој, добро, пробај кај Митрев. А имавме државна кардиохирургија. Не сакам да критикувам никој, ама сакам да кажем едно само, дека нели политиката е многу навлезена и во здравството во Македонија. Точно, да, тоа знаеме сите. сите. Што велат луѓето? Велат дека ако здравствениот систем е добар, значи државата е добра. А кај нас тргнете од здравствениот систем. Не е добар. Кражба. Јавното здравство, да. Кражба, деликвенција. И никога што мислам дека тоа е. Да, а овде за разлика од Македонија можеме да имаме таков впечаток дека јавното здравство е навистина добро и организирано, сигурно и многу модерно. Макар да е као болници, како клиника е навистина современо со најнова опература и право сте Луке, затоа што тоа е факт дека е така. Прво би сакал да потенцирам на неколку теми, да кажеме. Првата тема е дека самото здравствениот систем овде е државен. Значи, можеш, тоа значи дека ти како пациент се обгрижуваш и ги имаш сите права на пациент у секој едно оделение, у секој било дека, не дај Боже, да се случува, ги имаш тие привилегии. Јавното здравство. Сега, приватно. Има болнички, што зборам, ама не се болници. Да, само што фондот тука не ги покрива. Фондот во Малта не ги покрива, се е државно здравство. И самиот фонд за здравство тука осигурањето не се плаќа за приватните болници ништо. Ако сакаш, можеш да се лекуваш во приватна болница, но тоа си на твој терет, на твое плаќање
Да, јас тоа сум го исто забележала, значи да. овде доста се инвестира во јавното здравство на високо ниво е, додека приватното имаш некои услуги што можеш да ги користиш. да ги искористиш, но и се плаќа доста, но сепак тоа се што можеш здравствено да се прегледаш и те уствари те насочуваат кон мата Се е осигурено во јавниот здравствен сектор. По принцип, тој така треба да биде, меѓу другото. Грешките, например, еве сега, приватна здравствена организација, отвараме. И секој може да отвори во Малта. Секој може да направи се. Може да отвориш, ако сакаш онкологија, ако сакаш пластична хирургија, кардиохирургија, само што владата, тоест Министерство за здравство нема да финансира. Ти си отварај, може да си отвориш. Никој не ти брани, нели? Имаш право да си отвориш како лекар, признат, било што, се може да отвориш. Ама јавното осигурањето здравствено не ти го плаќа, никоја процедура не ти плаќа. Да, и од друга страна, најдобрите доктори се во јавното здравство овде на Малта. Зависи у која сфера. Да. Има, например, најдобри доктори, кардиохирургија нема приватна у Малта, има само единствено кој што работиме ние. Ортопедија, да, има, само што се прават минимални процедури и се многу скапи. Да кажеме, има кардиологија, што тие кардиологијата нема потреба од тимска работа. Они се еден лекар, еден ехограф и може да прави, но кардиохирургија е сериозна инвестиција и ако такво нешто се отвори, треба да биде тим. Треба да имаш тим. Тоа значи оператор, асистенти, сестри, перфузионисти, многу работи, анестезиолози. Нашата работа не е како останатите, например, да си отвориш приватно или било што. Да. Но сепак сакам да потенцирам дека овде здравството не се финансира, приватното здравство не се финансира од државата. На некој начин не се стимулира да се развива до тај степен, како што е во Македонија. Сега се сведоци дека повеќе се почитува и сите, како на некој начин залудно плаќаме здравствено осигурување, државно здравствено осигурување, кога ние повторно се лечиме приватно, затоа што јавното здравство ни е уништено. Не е уништено, меѓу другото. Да знаете дека јавното здравство не е уништено. Јавното здравство постои. Само што има такви субјекти, што преку тие 20-30 години како Македонија е самостојна, успеа, пак кажувам, со помош на нашите политичари и со помош на нашата држава да го отворат тоа приватно здравство и да го разработат до таа сфера, да самата држава да биде зависна од нив. Тоа не е зависна. Они направиат договор, фондо направи договор, со подкупи и со пари под рака, под маса и натаму да успеат да го направат приватно здравство. Да. И како сте вие задоволни од кариерата и развојот во оваа област во Малта? Лично, ја сум си постигнал своето за мојот живот. Значи, тоа што сум го сакал и благодарение, сакам да кажем на трпението, прво на моите родители, што са ми помогнале да станам студент по медицина, да завршам медицински факултет. И второ, на жена ми, сопругата моја, која што исто е од таа сфера и што имаше, заедно со моите двајца синови, што има трпение, вашите отсуства од дома, вашата посветеност на кариерата. Да го истрпат сето тоа и како да кажем, на еден начин, да се изразам, пари што ме трпе толку време, многу време беше, многу работа и таа продолжува. А иначе, во однос на мојата кариера... Во Малта, да? Исто е тоа, мој развој. Јас гледам тука релакс, имам време за себе. Не си напрегнат, немаш притисок да ја работиш својата работа и си ценет. Не може некој да ти дојде да ти каже, да кажеме, имаме толку операции овој месец, нема да земете плата, пошто ние сме приватни здравство, тука се ти
осигурено имаш един добър живот, нямаш притиск пред себе, че е много важно. За нашата професия е много важно да не живееш под притиск. Освен тай ще го имаш на работата. Да. И освен притисокот како доктор. Другите политички и економски фактори да не влијат на вашата работа. Тоа е еден начин. Да. Тоа е благосостојба, дефинитивно. Професија доктор е карактер. Да. Не е само да бидеш, мораш. Еве Алена од Мама Шугар ве препорача вас. Вие сте му дале како втор живот на некој начин. Тој може таа операција да смета како негов роден ден и навистина поради тоа благодарноста спрема човечкиот живот, кога некогаш ќе видите дека спасувате нечи живот и му давате втора шанса за живот, е навистина големо чувство. Знаете ли, да, Ален стварно беше наш пациент и случайно, по принцип, испадна така, тоа е за операција и беше дошол веќе да прави консултации. Се радувам дека сум му помогнал и се радувам што сепак така ме спомнал и се слушаме од време на време, но знаете ли, не секој пат може човек да очекува успех. Не секој пат. Се случува понекогаш, знаете ли, пак ќе кажам, дури кога ќе си најсигурен, нешто може да излезе од надвор од контрола. Нашата хирургија, нашата работа е професија непредвидлива. Ние не можеме да знаеме со сигурност. Да, точно, јас ги планирам по принцип моите операции лично, ги планирам уште многу пред да се случат. Да, дори кога ќе спијам, јас ги сонувам и јас ги имам чекорите, знам што треба да направам и како треба да направам. Што е многу важно тоа. Мораш да имаш добра подготовка. Добра подготовка, да го видиш пациентот прво, да погледнеш сите документи, сите онако и можеш да имаш правец. Треба да имаш го правам тоа секој пат. И преспивам операцијата. Мојата свекрва знае да каже, исто е медицинско лице, знае да каже дека во медицината 2 по 2 никогаш не се 4. Некогаш може да бидат и 5 и 6. Значи навистина исходо од било која ваша реакција, колку и да е добронамерна и човечка, може да не вроди со плод. Може, но сепак тоа се тешки операции, сакам да потенцирам дека тоа се истински тешки операции и луѓето тоа, значи, го прифаќат, самите пациенти го прифаќат тоа нешто, значи дека тоа се прави и важното е да бидат убедени дека тоа се прави за нивно добро. А сите пациенти што доаѓаат за таа операција, се луѓе што веќе истински не може да живеат. Истински нешто треба да им се случи за да продолжат да живеат. И што препорачувате, што препорачувате на младите студенти по медицина кои доправа треба да ја градат својата кариера, па и меѓународна, еве во вашиот случај меѓународна кариера. Да. Видите, јас што може да препорачам? Упорност, единствено упорност и жала да си ја сакат професијата, а јас верувам дека си ја сакат професијата нашите млади лекари и имат добри професионалци. И тоа што сакам да кажам, да не се дават на политичкиот или политички, да не бидат оптеретени и да не се дават на како да ви кажем, на притисок од самите, да ги кажеме, наши професионалци газди, да не се дават на нив, да не им се дават под притисок, да просто да продолжуваат да се развиват. Само тоа сакам. Да, специализацијата е спонзорирана сега и поддржана на Малта како? Од државата? За нивните и за Европски сојуз, да. За нивни и за Европски сојуз, граѓани на Европски сојуз, да. Се чисто, сами си, дури имат право да... Тоа е разликата меѓу другото у тај систем. Значи, кога ќе почнат да... Дури кој студенти, секој еден од студентите овде, не плаќаја образование. Они дури добиваат стипендија, затоа што се студенти од државата. Без разлика на просекот. Без разлика на просек. Другото, кога ќе почне да специализира, ти му дават веќе работа. Тој работи, можеби не се многу пари,
Пример, да кажем, 1900-1800 евро. Да. Како лекар завршен, почна на специализация. Да, но тия го стимулират това нещо. Той не го плати. Кай нас, първо образованието. Да кажем, сакаш медицина. Медицината продължива 6 години. 6 години майка ти и татка ти го плакят този трошок. Това не са малко. Освен, ще ти я плакят специализацията, ти имаш трошкове за живот. А не можеш да работиш в исто време. Медицината е една от несъвместимите дисциплини, що не можеш да работиш в исто време да взимаш плата и не можеш да студираш. Да. Например, значи тук образованието е много стимулативно. Во однос на медицината. Минимум процент. Да. Не само во однос на медицината. Аз зборувам за сектори. Моят син е машинско инженерство студира. Прва година завършва сега. Значи той не плаќа нито школа, има право да работи, оде работи. Да. Така се стимулира едни млади луѓе што сака да останат во оваа земја. Сака да останат во таа земја. Да. Точно. Кај нас, например, едното е 6 години ти вложуваш како студент. Твоите. Немаш откаде ти како студент ќе вложуваш во себе си. Немаш пари. Тоа го завршуваш. Не можеш да почнеш да работиш, или ако почнеш да работиш, трябва да видиш некъде GP, общ лекар. Там ти, ясно, ще знам. Сега общ лекар 6000 денари. Това е наистина поразително. Смешно. Да. Смешно, да, дори смешно. Жално. Да. После това продължуваш, сакаш да дойдеш на специализация. Аплицираш. Я добиваш специализацията. Ти пак не добиваш плата. Ти одеш още 5 години минимум, то са 5-6, колко са специалностите, веки сега са сменети условите, някъде около 5 или 6 години са. Тия 6 години ти пак не добиваш пари на клиника, на държавна. И накрай, кога ќе се вработиш, имаш други фактори, што те притискаат и не ти дава да се развиваш како што треба. Точно. И после не си доволно почитуван ни од пациентите, ни од колегите. Зошто после таквите лекари стануват сурови према пациентите? Дайте си само причината. Причината е тая. Той за 6 и 6-12 години не е довел нито един денер в Македония. И почна да взима, да тражи пари от пациентите. И да тражи корупция. Таму са причините. Защо тия луѓе? Никой не сака да си иде от дома. Ама причините... приморани се професионалните кадри и стручните кадри да излегуваат. Нема почва за развой. Нема почва за развой. Почва за развой има секако, затоа што има доста пациенти, доста луѓе кај нас сите дисциплини што боледуват, ама стимулацията на приватното здравство не е правилна. Ви благодарам много за овој исцрпен разговор. Дознавме многу повеќе за Малта и за здравството овде, но и за вашата работа како кардиохирург, вашиот живот. И навистина се надевам дека вие имавте исто така прекрасно искуство и прекрасно поминато време да слушнете доста информации. А останете со нас и во наредните подкасти. Много ви благодарам на цялото ваше внимание.